Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху разменија навреди околу најновите судири на границата со Газа во кои загинаа најмалку 15 палестинци. Ердоган, говорејќи на митингот на неговата владеачка партија во јужната провинција Адана, го осуди израелскиот воен одговор на демонстрациите на границата, нарекувајќи го Нетањаху за терорист. Sen işgalcisin ve şu anda işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Тој исто така за Израел рече дека била терористичка држава поради она што го прави во Газа и во Ерусалим, додавајќи: никој на вистина не ве сака на овој свет. Предходно Нетањаху го нарече Ердоган за човек кој бомбардира курдски села во Сирија, односно дека Турција со години неселективно бомбардира цивилно население. Војната со зборови меѓу нив почна откако израелските сили отворија оган врз демонстранти на границата со Газа на 30 март. Хамас, која е доминантна палестинска организација во Газа, соопшти дека 5 од загинатите биле членови на нејзиното вооружено крило. Израел пак соопшти дека станува збор за 8 припадници на Хамас, додека преостанатите биле од други, како што е наведено, терористички групи. Израелскиот министер за одбрана Авигдор Либерман ги отфрли повиците за истрага за овие настани, наведувајќи дека израелските војници заслужуваат медал за заштита на израелската граница. Стотици демонстранти ги игнорираа повиците од организаторите на протестот и од израелската армија да се држат подалеку од границата. Израелската војска соопшти дека некои од оние кои биле застрелани пукале врз нив и го обвини Хамас за цинично искористување на жените и децата, испраќајќи ги на граничната ограда. Портпаролот на Хамас овие наводи ги оцени како лаги со цел да се оправда масакрот.